Денеска се изврши технички прием на објектот и опремата на ново изградената детска градинка во општина Зрновци, пошто се очекува одобрение од Министерството за труд и социјална политика за да започне со работа овој доста значаен проект за општина Зрновци и населените места, информираше денеска градоначалникот Блаже Станков. Инаку градинката се простира на површина од 420 метри квадратни и располага со капацитет од 80 деца. Проектот е вреден 430.000 евра, а финансиските средства се обезбедени од ИПА програмата за рурален развој. Паралелно со ова, во општина Зрновци забрзано се работи на реализација на останатите значени проекти, кои исто така се во завршна фаза. Уредувањето на Зрновска река втора фаза е при крај и се очекува наредните 10 дена да биде комплетно завршено. Уредувањето и регулацијата на речното корито на реката Зрновка втора фаза веќе е во завршна ситуација, така да очекувам дека за некои 10 на 15 дена целосно ќе биде завршено уредувањето со оглед на тоа што во овој момент се работи на изградба на самите каскади, така да преостанува уште сосема еден мал дел на работа, бидејќи се работи во две групи, се работи за навистина мајстори кои што се познавачи на оваа работа. Јас очекувам дека до крај успешно ќе ја завршат и навистина ќе добиеме еден нов лик на централниот дел на Зрновци. Инаку се работи за доста значаен проект со кој ќе се обезбеди заштита од излевање на реката Зрновка. Со реализација на овој проект и регулација на реката во должина од 463 метри ќе се заштитат објектите во близина на речното корито и ќе се обезбедат поволни хидроулични услови. Средствата за изградба на речното корито се обезбедени од ИПА грантот за развој на руралните средини и се во висина од 10.700.000 денари. Во тек изградбата е на етнопаркот во Зрновци, проект кој е во рамките на прекограничната соработка со Република Бугарија. Етнопаркот опфаќа изградба на мала селска куќа, која што ќе биде составена од приземје и спрат, во која што ќе бидат сместени експонати од нашето поднебе, експонати кои што се сведоци на минатото, меѓутоа да ги оставиме како наследство на идните генерации, се со цел да нашите идни генерации, меѓутоа и со гасните генерации дознаат со се што се користеле нашите предци, кои предмети користеле при секојдневието. Понатаму имаме типичен стопански селски двор кој што ќе биде обложен со калдрама. Во истиот двор ќе биде изграден и етно амбар за жито, меѓутоа тука ќе бидат поставени бунар и чешма, ќе имаме зидан казан, понатаму ќе имаме запрежни коли, воловски и коњски коли, понатаму имаме изградба и на амфитеатар кој што ќе служи како летна сцена за изведување на разни културни манифестации. Останатиот дел ќе служи за одмор и рекреација и на граѓаните на општина Зрновци, меѓутоа исто така и на посетителите на општина Зрновци. Тоа ќе бидат патеки обложени исто така со камен, карактеристични канделабри во етно стил и целокупната друга опрема, поаѓајќи од клупи за седење, канти за отпадоци и слично. Ќе има исто така и детско катче во кое што ќе бидат поставени реквизити за да можат децата да го поминуваат своето слободно време. Истиот етнопарк ќе биде исто така обграден, за да можеме да го заштитиме од домашни животни. Со изградбата на етнопаркот, уредувањето на речното корито на река Зрновка и со пуштањето во потреба на детската градинка, општина Зрновци прераснува во современо туристичко место.